Продавниците, големите трговски брендови и шопинг центрите низ Македонија во овој период започнаа со најава за најголемиот шопинг ден или најголемите шопинг денови во годината, Црн петок. Оваа кампања застапена на глобално ниво последниве години станува се поактуелна и кај нас. Кој профитира повеќе, трговците или потрошувачите? Воедно и првото прашање кое го поставуваме на нашата соговорничка. Велиме добро утро за Татјана Тасовска, правен советник во Организацијата на потрошувачи. Добре ни дојдовте. Добро утро, ви благодарам на поканата. Ајде да почнеме и така. Кој добива повеќе од Црниот петок? Јас мислам дека трговците. Добра. Значи, во секој случај, барем кај нас, повеќе профитираат трговците, бидејќи Црниот петок кај нас повеќе е маркетинг, отколку што се некакви реални попусти. А потрошувачите навикнати дека Црниот петок треба да значи на вистина намалување на цените, секако има гужви по сите молови, по сите продавници, меѓутоа ако забележите, кај нас Црниот петок не е само денеска. Црн петок, они Black Friday, веќе уназад сигурно месец дена почна да истакнуваат намалување на цените за Black Friday, така да на вистина мислам дека повеќе профитираат во овој случај трговците. Трговците со храна, за кои што најмногу се зборуваше изминатиот период, не се единствени кои во услови на криза знаат да манипулираат со цените. Кои други трговци ја користат кризата за да профитираат? На што се жалат граѓаните до вашата организација? Па секако покрај прехранбените производи, она што ние како граѓани на вистина мора да го купиме, тоа се текстилните производи, значи облеките, обувките. Понатаму тоа се секако нели оние што се за уредување на домот, техничките производи каде што граѓаните купуваат, значи во тој домен покрај значи храна постојано имаме поплаки што се однесуваат еве и на овие сегменти, на неприфаќање на непочитување на гаранцијата, на неквалитетни производи во делот на текстилните производи, невраќање на производите и така натаму. И вообичаено, ова ни стане пракса секоја година во очи Црниот петок да разговараме на темата и да ги едуцираме граѓаните на што внимаваат. Каков е вашиот впечаток? Колку гласното говорење дава ефекти? Знаат ли граѓаните да препознаат измама и од друга страна знаат ли да се ги побараат своите права како потрошувачи? Па мислам дека веќе голем дел од граѓаните се свесни дека кога ќе појдат во продавниците и оние големи надписи кои што стојат постојано на излозите не се баш реални и научени се да ги бараат токму оние производи кои што навистина се намалени, меѓутоа за жал тоа се обично производи кои што трговците долго време ги чувале по рафтовите, односно оние кои што не се трошат реално во некои продавници и оние кои што може би имаат малку послаб квалитет, па тука и она што е на некој начин и замката, бидејќи во тој случај нели може да се случи понатаму веднаш да тој производ покаже некој неквалитет, па да морате да реагирате и да рекламирате. Мислам дека исто така голем е процентот на потрошувачи кои што знаат каде да се обратат, знаат кој им се правата, меѓутоа се уште имаме и голем дел на оние кои што не знаат. Има голем број најавувања. Ние во просек во нашето советодавно биро имаме секој ден сигурно околу 15 на граѓани кои што само телефонски се јавуваат, а не ги мислам настрана оние кои што пишуваат по мејлови, кои што пишуваат на платформа, на социјални мрежи и така натаму. Значи, со ова можеме да заклучиме дека колку повеќе јавно говориме на овие теми околу правата на потрошувачите и слично, толку повеќе имаме поголем ефект, бидејќи порано и некако не можеше да се пофалиме со такви бројки како што кажувате сега кога станува збор за права во принцип имало постојано јавување од потрошувачи и мислам дека во континуитет како ние работиме веќе 28 години постојано говориме дека треба да внимаваат потрошувачите, меѓутоа и условите се менуваат, нели? Едно време немаше закони, па сега имаме закони, па сега тие малце треба повеќе да се почитуваат за да може навистина правата на потрошувачите да бидат остварени, а потрошувачите се тие кои што
треба на некој начин да не велат сега за ситни пари не одам, не реагирам и така натаму, туку секој од нас треба кога смета дека е оштетен, дека има некој право да го бара и да го оствари. Од 27 септември на сила е законот за нефртрговска практика. Ме интересира досега каков е почетокот, каква е примината во пракса, дава ли ефекти целата ова приказна и дали ова зашто зборуваме сега во однос на измамите за Црн петок може да се вброи во нефртрговска практика? Па на некој начин може да се вброи, бидејќи нели има основ таму колку дена уназад, месец дена барем треба цените да бидат намалени, не може некој кој што ја покачил цената на пример на една јакна на 3000 за пред една недела и сега да ја намали на 2, мислам, затоа што има временски период кој што треба барем месец дена да биде на со таа цена, па после да има намалување, меѓутоа овој конкретен закон што го спомнавте се однесува на прехранбените производи. И овдека јас мислам дека по маркетите постојано има некакви акции кои што се ги даваат трговците во текот на месец дена, недела дена, значи они постојано одредени производи ги ставаат на акции, ги намалуваат, па така и граѓаните се трудат да одат од маркет до маркет и да видат што е на акција, па тоа што е намалено да го купат. Колку овој закон ќе донесе пониски цени на прехранбените производи ќе видиме понатаму. До сега јас не гледам, нити па граѓаните гледаат некој резултат од законот, не гледаме дека има некое намалување на цените, може би со некој денар-два има, меѓутоа сепак се уште не профункционирал како што треба, бидејќи сепак се уште има некаква одложена примена, се уште се работи со опомени кон трговците. Комисијата за конкуренција која што треба да го применува законот се уште не е доекипирана, што значи дека имаме уште време за да видиме дали навистина овој закон кој што е донесен ќе има некаков ефект врз намалување на цените. На почетокот на декември ќе се знае листата на производи со ограничена профитна маржа. Со над 600 производи е најавата дека ќе се наполни новогодишната кошничка. Какви се очекувањата? Ќе даде ли оваа кошничка ефекти и што е неопходно да се превземе за да даде ефекти да ја почитуваат трговците? Па мислам дека овој пат нели Министерството за економија, владата и така натаму отиде да преговара со трговците. Значи почнаа со разговори со трговците, тие сами да ги намалат маржите, да се договорат со добавувачите, да се договорат меѓусебно и да намалат одредени маржи на производите за кои што нели ќе треба да се намалат цените, а не со стрикно нели некаква одлука со која што ќе се владата или ќе донесе одлука со која ќе ги намали цените. Не можам да кажам дали ќе има, секако ќе има одредени намалувања на цените, ќе се држат до тоа трговците, сигурно нема конкретно да не ги испочитуваат сите производи, меѓутоа не знаеме, се уште ќе видиме како тој начин, да речам, на преговори ќе функционира, се уште е рано, тоа ќе биде нели сега за некој ден веќе почеток и тоа ќе биде некаква новогодишна кошница, иако по мене овие некакви сезонски кошници не гледам многу зошто се прават, бидејќи најогромен дел од прехранбените производи сите ние како потрошувачи ги купуваме секојдневно, бидејќи не е новогодишна кошничка да купите млеко, леп, масло, млечни производи, сирење, кашкавал, месо, сето тоа ние како потрошувачи го купуваме секојдневно и зошто би било намалено само за во одреден временски период како новогодишна кошница. Но добро е да знаат граѓаните дека има кој да ги заштити нивните права. Вие не сте последната алка, вие сте првата каде што пријавуваат, но многу е важна соработката со останатите институции. Каква е до сега и може ли да бидат сигурни граѓаните дека по пријава ќе има кој да ги слушне и да делува на терен? Па, да, ние сме најчесто не поистоветуваат со никаква државна институција, па кога ќе се јави некој вика агенција за потрошувачи, не, ние сме организација на потрошувачи, здружение на граѓани, нашата улога е првенствено да делуваме или советодавно, или како медијатори, па да пробаме да ги решиме проблемите помеѓу потрошувачите и трговците. Ако на тоа ниво ние не успееме да имаме некаков резултат, во тој случај ги упатуваме потрошувачите да се обратат
обратат до надлежните инспекцијски служби во зависност од проблемот кој што го имаат, дали е тоа државен пазарен инспекторат, дали е агенција за храна и ветеринарство, дали е агенција за електронски комуникации, значи зависно од тоа каков е проблемот, таму треба да се обрати граѓанинот, нели понатаму, ако не после приговорот кој што го дал кај трговецот нема позитивни резултати, значи тоа се институциите каде што понатаму треба да се постапува. Колку се тие во можност, колку постојано вела дека се малку, дека нема доволно инспектори на терен и така натаму, и дека не можат да постигнат сето тоа да го сработат, мислам дека сепак треба нели во иднина да се види и очекуваме како граѓани секако откако ќе поднесеме некоја пријава до надлежен инспекторат дека ќе добиеме одговор и ќе имаме позитивни резултати секако ако има и законски основ за тоа. Понекогаш и потрошувачите можеби не се во право. Апсолутно. Очекуваме да ги видиме производите и да видиме колку ќе се почитува мерката во практика, во меѓувреме да видиме што ќе ни донесе овој црн петок и кои и какви поплаки ќе има по него, но тоа ќе го сумираме по завршувањето на ноември. Благодарам многу за гостувањето. Ви благодарам и на вас. Обично после црниот петок ние имаме малце повеќе работа, така да ќе видиме какви ќе бидат анализирање, да. Јас се уште се мислам зашто црн петок бидејќи има многу поплаки на денот за лажни попусти, требало да биде бел петок, така некако символиката ми е по Ване иницирај. Бидејќи само тоа има црн петок, значи поплаки од граѓани, лажни попусти. Кај нас можеби би требало да биде бел петок. Бел петок, така малку да се мотивираме повеќе. Ви благодариме за гостувањето. На оваа тема колешката Симона Илиевска. Се наближува црн петок, се наближува Cyber Monday или понеделникот кога продолжуваат исто така попустите. Се препорачува внимателно да се проверат и споредат цените во однос на претходниот период. Еве го прилогот. Black Friday или црн петок традиционално се одбележува на последниот петок од ноември и го означува почетокот на празничното пазарување. Терминот Black Friday првично се користел за да се опише хаосот и метежот на улиците по денот на благодарноста, кога голем број купувачи масовно ги посетувале продавниците. Сега се користи за да се означи моментот кога трговците драстично ги намалуваат цените, обидувајќи се да влезат во црно, односно да остварат профит преку зголемување на продажбата. Black Friday доживува глобална популарност и е моќна алатка за зголемен профит, па така во последниве неколку години Black Friday не е само еден ден на попусти, туку понекогаш трае цели недели. Во Македонија трендот на Black Friday започна да се појавува во 2015 година, кога неколку поголеми трговски центри и онлайн продавници започнаа да организираат промоции со големи попусти. За кратко време овој ден стана многу популарен, а потрошувачите почнаа брзо да го прифаќаат како голема можност за купување на производи по намалени цени. Иако за многумина тоа е ден на големи попусти, треба да се напомене дека не сите попусти се реални. Во Македонија, како и во многу други земји, се случуваат ситуации кога продавниците ја зголемуваат цената на одредени производи пред овој датум, за потоа да понудат поголем попуст. Ова е развиена стратегија, односно се создава илузија дека купувачите добиваат голем попуст, иако реалната цена не е многу различна од редовната. За да провериме дали граѓаните во Македонија купуваат за време на Black Friday и дали веруваат дека цените се реално намалени, излеговме на терен и ги добивме нивните одговори. Дали ќе ги користите попустите за Black Friday? Не. А следите дека има попуст? Не, гледам дека има, меѓутоа не користам. Нема потреба дома за такви работи. Не. Сметате дека се реални тие попусти? Не. 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 Зошто мислите дека не се реални? Да. Не. Возрастна сум и так, немам потреба и ова што го имам да го доносам. Дали сметате дека се реални тие попусти? Па не знам, од децава што слушам, нереални. Ги покачуваат цените, па после ги... За Black Friday? Тешко. Не. Па понекогаш кога ќе начекам акција, ако ни треба нешто, иначе специјално, не. Дали сметате дека таквите попусти се реални? Па да не дека се реални, нема има и многу нереални. Пред тоа ги качуваат цените, после Black Friday, па истите цени. Отиди после месец да не истите цени се. Сепак, не сите попусти се измама. Ако сте внимателни и ако добро се информирате за цените на производите пред Black Friday, може да направите добра сделка. Инаку, Black Friday е познат по хаосот и надпреварувачкиот дух помеѓу потрошувачите.
Например, не е необично да се видат редици пред продавниците или да се случат инциденти кога купувачите се надпреваруваат за најпопуларните производи. Во некои земји, како што се Америка и Велика Британија, многу продавници отвараат порано во текот на ноќта, а понекогаш се формираат огромни редици и пред самото отварање. Black Friday е можност за купување на производи по пониски цени, но важно е да се пристапи со внимание.